Македонското земјоделство трпи силни удари од климатските промени. Ако завчера утринските температури беа до плюс 5 степени Целзиусови, сега тие се движат дури 15 степени. Големите температурни разлики за многу краток период се вистински шок за земјоделските култури, кои резултираат со појава на многу болести и штетници. Петар Ѓорѓиевски од мрежата за рурален развој на Република Македонија апелира до сите земјоделци да се превземат одредени мерки за заштита од климатските промени. Мерките за конзервација на влага во почвата, кратката резидба и ред други мерки не се скапи. Значи тоа се баш напротив ефтини мерки кои што можат да се применат во секојдневната агротехничка обработка или работа на секој земјоделец. Освен заштитните мрежи. Заштитните мрежи се релативно поскапа инвестиција и тие особено во овоштарското и во лозарското производство, бидејќи скапи се конструкциите кои што треба да се изградат. Значи таа по хектар, можам тој податок да ви кажам, сумата изнесува негде од 15 до 20.000 евра. Од штетите кои што можат да се предизвикаат, особено од град, може да го уништи целото производство и тогаш штетата ќе биде наистина голема, доколку тие таквите заштитни мрежи не се користат. Значи, дури и да биде осигурано земјоделското производство, тоа можеби ќе се исплати, меѓутоа на долгорочно гледано, тука се губат и пазарите и така натаму. Тоа значи влијае негативно генерално врз производството во лозарството и во овоштарството. Некои раноградинарски култури засега потфрлуваат со родот. Доматот за разлика од лани е посаден на многу помала површина, а поради одредени болести кои веќе почнаа да ги напаѓаат растенијата, производителите стравуваат дека ќе претрпат големи загуби. Освен ботритисот, мислам дека во наредниот период, ако дојде до зголемување на температурата, а и веќе има во некои региони појава и на пламеначе, ќе се појави и бактериозата, така да мислам дека оваа година доматот и покрај тоа што е насаден во помали површини, мислам дека ќе претрпе огромни загуби од нападот на овие болести. Штетите од климатските промени се големи и разновидни во зависност од земјоделските култури, а некаде достигнуваат и до уништување на целото производство.